Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание Јади Бурек Сител 3 телевизија. Имам особена чест и задоволство денеска да го поздравам во студиото големиот легендарниот музичар на балканските простори Аки Рахимовски, лидерот, вокалниот, не знам усвари дали лидер, но на парни ваљак, најисторениот фронтмен. Аки, особена чест и задоволство ми е што си вечерва гости со нас. Добра вечер ти посакувам на тебе и на твоите слушателки, гледателки, цел ден сум по радија и такви работи. Да, направи шемата и извртеа сегде. И мило ми е што ме повика во оваа емисија. Денеска баш гледав со Бајле репризата. Од вчера требавме да дојдеме, али вчера имавме Со кого си имаш работа да видиш емисија, Па, не, симпатично, доста симпатично. Да. Не знам, немав некои специјални припреми, дефинитивно овога. Реков, идам на прва топка. 40 години кариера е. Ја мислам, има многу работи што може да се зборат. 40 години кариера. Ја бев мало дете и ти да си бил мало дете. Да, некогаш одамна беше тоа. Многу одамна стоев покрај џубоксот и ја слушам "Превела ме мала жедно преко воде" и викам ова е добра работа. У Макарска ми се ги прашувам кои се овие парни вањак. Леле, викам тоа е мојот бенд. И така те заслушав, така те засакав, значи збориме некоја 75-та година. Така е. Ти замина од овдека, отиде у бел свет у Загреб. Да. Како изгледаше тоа? Па, знаеш дека ја бев во групата Тор, со Ацо Црногорецот, со покојниот Ани, со Рамче, со Гаро, многу луѓе продан из таа легендарна македонска рок група Тор. И, нажалост, во она време, не знам, луѓето на радиото и ние немавме дискографска куќа во тоа време во Македонија и, нажалост, немаме никакви снимки направено. И така работевме скоро 3 години и бевме прв македонски рок состав кој имаше своји авторски песни на македонски јазик. И, значи, таа 75-та, ако се сеќаваш, Бум фестивал, тоа беше рок фестивал на 25 мај на рогенданот на другарот Тито. Така, на 25 мај во Макаца, да, младискиот. Така да тоа тргна од Марибор, па преку Љубљана, преку Загреб, Белград, Нови Сад, значи секоја година се менуваше региски тој и значи од цела тогашна Југославија беа представници, ние бевме представници од Македонија и го отворивме тој голем Бум фестивал. Само ќе една работа. Ти од старт во својата кариера влегуваш во рок музика и остануваш рок пејач. Да. Тоа е голема работа. Да, само тие почетоци, да. И дојдовме во Загреб со Бајле, со воз, онака, долги коси, Црногорецот, ја, Рамче, и дојдовме у таа голема дворана, дом спортова, тоа беше 10.000 луѓе. И ништо, ние го отваравме фестивалот, а пред нас пееше Неда Украден, као химна друже Тито Љубичице, бла. Ал тоа е убисти рок фестивал на оно време. Сите и Бело дугме беа и Да, тоа е време на дугме, на булдожер, на смак, на Смак подосна. Он се појави подосна. И овој покојниот водител дисџокеј Тратинчица вика са далеко југа из топле Македонија долази нам група Тор. Али пред тоа кога пееше Неда Украден, сите седеа доле на земја, онако хипи, све варијанта на партерот, и кога почнаа да летат банани, лебови, ова избегава јаднава некако испеа. И ја гледам Ацо, ние се гледаме, викам, леле, шо ќе биде ова сега? Абе, кајде, све бре, и ние се качуваме горе и тргнуваме со таа жена, наша песна. Рокерски изглед, така. Ја во леопард, високи овие чизми, со висока пета, сите, мислам, гледавме. Глам рок, така беше во тоа време. Ба, добро, више кога да сме од амерички резерват пуштени, не? И кога тргнавме ние да свириме, и одеднаш луѓето се дигнаа и тргнаа према бината.
Тоа е голема маса. Во она време 10-12 илјади луѓе кои ја му викам Нацо, кај идат овие? Молчи и свири, само пеј. И фантастично. И отпеавме 4-5 песни, беа многу добри критики и се тоа. Се симнавме доле и тогаш поделив прв автограм меѓу публиката и не поддржа. И тогаш Хус настапуваше со група 220. И онда они ме приметија и после тој бум фестивал ја се вратив во Скопје и отија упоредо со група Тор свирев и у Гран Хотел у Барот. Денеска баш... Барот беше место кај што се свиреше исклучително интересно, имаше джез музичари. Тоа беше големи и мене ми беше чест тука и го испеков занатој што се тиче и за клавиатури и за пење. Денеска баш ја сретнав ќерка му на Мичо Панчетовиќ. Сега ми вели дека пред 3 години премина, тоа не знае. Значи Мичо беше, Шуте свиреше, Папас, од Шарпланинци беше Бане. И така со тие луѓе стварно едно големо музичко искуство стекнав. Тука бев, значи, заедно група Тор преку ден, навечер у бар. И така бев стално поврзан и добив едно големо музичко искуство и знаење. Да им кажеме на новиве генерации, во Барот, во сегашен Holiday Inn, тогашен Гранд Хотел, Гранд се Хотел свиреше сериозна музика, не беше тоа некоја тезга, туку се свира джез стандарди, блуз, све. Блузови, така, нешто што беше на чарт, онака. Велам, тука ми е една голема. Стиви Вондер, такви... Па ние бевме убити поделени по групации. Мичо беше оној Evergreen, стара генерација. Бане и Шуте беа она доба на Битлси и тоа, а ја бев оваа рокерска варијанта. И имаше анекдота кога дојдов да работам, нормално коса од овека и беше еден шеф на Барот, Црногорец, изврсен. Уште носиш коса, добар си, топ си. И вели, можеш радите овде, каже, али овога коса мора ичи. Ја викам, на Мичо викам, опрости, викам, ја му викам на него, дал косата пее или ја пеам? Не, тоа е правило и тоа е чињеница дека во барот ти не можеш да влезеш. Има надвор гардероба, можеш да облечеш сако, кравата и така, тоа е принципот. Оти се сеќам кога дојдоа, тогаш Бело дугме беше во Скопје и нивниот менаџер, после ќе биде и наш менаџер Михајлек, дојде и он праша која група е во Македонија најпопуларна да не повикаат горе за бум фестивал. И ови сите му велат Тор и како да конем, па каже Аки пее во барот доли. И они дојдоа на вечер после концертот, Бреговиќ и он, и не ги пушта. Не ги пушти, ја знам за таа анекдота. И ми доаѓа шефот, неки твои чупавци су там на вратима, тражете. Ја излегувам, добро, Бреговиќ, викам, морате овога, дајте им овога, сако е и дадоа сако, кравата и ги пушти јавнате. И така тргнува таа цела приказна, ме повика, едноставно се одлучив. 3 години тука со група Тор, пред тоа со група Вакуум, така да едноставно можда во моментот изгубив желба. Викам, ако вие тука не препознавате ова што имаме, има некој што ќе го препозна. Така. И така тргнав со едно коферче, седнав на авион и тогаш прв пат изедов страв. Овој поштански авион и тогаш беше некој сајам тука, есенски. И едни хрвати загорци, пијани ко мајка, не ни седа тоа авионот, а ја овака, дош, не време, тоа лудо, а ја овака јадам страв, прв пат летам со авион. И они, кога бевме изнад Београд, вика, дај старе, спусти се доле на још еден шприцер, ги ниште, ја викам, али добре. И така, слета во Загреб, дојдов со Хус. Какви времења. И така, тргна цела таа приказна. Ја не дојдов. Како се сретнавте со Парни Ваљак? Не со Парни Ваљак. Хус беше група 220. И они преку тој Михајлек кој работеа, а ние тоа лето работевме у Јајце у еден ексклузивен хотел горе на езеро Плива, во бар, и тоа е само за странци беше затворено.
I onda me jednostavno me najdova tamo, me povika, dojdov na kao audicije vamo tamo, kaj je super i vika na jesen. Toj basistot Nenad Zubak, koji deneska je so nas cel život, je naš tonski majstor, vrhunski je, tonski inženjer. On inače go ispeja toj album Slike i onda ja, nego nemu se peješe više, i onda ja dojdov kao pejač u grupa 220. To redko koji go znaje, duri na nekoj kvizovi ne može da pogleda to i snimih me jedna pjesna, djevojka sa sela, ne je važno. I nakon 3 mjeseca Mihaljak menadžera vika, ljudi, mi imamo velike planove, dobili smo pjevače iz Makedonije i trebamo se početi baviti profesionalno s ovim poslom. Ja mislim napraviti veliki posao i jeste spremni na to. I ovi ja, a dobro, vikam, mi ne možemo. Piko Stančić, bubnjar, site na fakultet. On beše na akademija likovna, Zubak beše na filozofski, ne, na ekonomski, Jurica beše na filozofski fakultet i... Jurica koji? Pađen, da. I Jurica Pađen. Da, pa to je to, grupa 220. I onda ovi dvojcata se otkaža, ne, mi ne možemo to prihvatiti, nama je važno fakultet i ovo i ono i dobro. I se ja, što da pravim, ih usmijeka, aki ostani, ke napravime, će se obereme drugi luge i menadžerov ovoga, mene mi je važno da ti ostaneš. Tak. I ja si vikam, gle, otidov u Skopje, Zagreb je isto kao da sam otišao u Germaniju, na zapad. I kako se ja nakon 3 mjeseca, niti Mercedes imam, ništo ne sam zarabotil, sramota, a vikam će ostana, se šalam, ne. I onda go povikav me Zlatko Miksić-Fuma, nažalost deneska pokojen, legendaren basista, i Srećko Antonioli, bubnjar, koji i on, nažalost, pred nekoga godina premina, i Jurica Pađen se pridruži i to je prva originalna postava koju Hus i ja sme napravili. To je prva originalna postava na Parni valjak. Wow, čovječe, ne go znajem ovije detalji. Prilično dobro ja poznam muzičkite sostojbi i kako beja, no ovo beše dosta interesno, ne sam gi znao. Koji go znaje, gospodin od Pađen, Aerodrom i to se legendi koji ostavija neizbrišljiva traga do deneska vo muzikat. No, koliko Parni valjak pretrpe promjeni za ovije 40 godini? Pa to je normalno. Parni valjak je prvenstveno golem sostav od jedna pričina. U Parni valjak koji vlegao podosna i koji ke otide, nikogač ne beše problema da li pari, da li karanici, ne. Jednostavno, luge to barat nekoj svoj pad, da si napravit svoj sostav, taka i Jurica Pađen, otide, go napravi Aerodrom. Aerodrom, fantastičan projekt. Podosna, nažalost, i on deneska je pokojen, Rasko Milošev, drugi od gitarist, on otide pa napravi svoj sostav, ali ona što je bito na Parni valjak, deka ona ljudska strana, znači, je važna. Prvo moment, da li nije ko luge, možemo da bideme zajedno i na pat, i na bina, da ne osjećame neka frustracija, da zajedno dišeme, ko jedna familija. I to je prvi i osnovni element da se vleze u Parni valjak. Prvo da bideš čovjek. A ovi tehnički strani, to je sve druga, kako sviraš gitara. Ali bito ti je na to da zajedno razmislujeme, ako vlezeš u jedna familija, onda moraš da, ne moraš, treba da počitуваš i da negovaš. Ti si del na ta familija. Kako da toliko vrijeme pominuvate zajedno, pa prioritet mora da bide prvo... Ta ljudska strana, to je ljudski fakt. I to je jedan od najgolimite razlozi zaradi što valjak je deneska nakon 40 godini postoji, to je jedna golema familija i luge koju svire i koja beja i koja tidoa. Deneska smo i seušte, deneska smo golemi prijatelji. Od prvata postava sam ostana Hus i ja. Hus i ja. A ova zadnja postava je Marijan Brkić, Zorislav Preksevec Preksi na bas. Marijan dojde od Prljavo kazalište, Berislav Blažević klavijaturi. I
тоа е таа, по мене, најуспешна постава овие задни 25 години. 25 години веќе возите вака. Така е, оваа задна постава. Респект, Али стварно почит многу за сите она што е 25 години брак тешко успева камоли битот на Парни Вајак, и кога ги работевме тие големи турнеи, имавме и гости, и пејачки, пратечи, вокали, гости, ударелкаши, еден од гениални джез музичари, тој е Невен Франкеш, кој е краљ на Хеймонд Оргулје и голем е овога академски глазбеник, он обожава да свири со Парни Вајак. Така да сите они, и без разлike што се гости, дал на снимање, дал на концертите, они имаат тоа чувство на припадност, на таа фамилија. И тоа е исто со Ролинг Стоунс, кога ќе ги видите, овака на концертиве, па ќе видите мама Ко, која пред да излезе Джегер на бина, она го гледа овака, а не денеска малку имаш стомаче, друга мајца ќе дојде. Он не излегува без нејзина дозвола. Ќе даде повеќе, ај се иди горе, не. А кога ќе видиш цела екипа која се, тоа се све негде годишна нивни, значи тоа е од техника, значи тоа е една голема фамилија. Така и Вајак околу себе има и техника се, тоа е еден погон од 50-60 луѓе. Така да таа една генерација, па нивни деца сега работа со нас, како тонски мајстори. Така, тоа е убавината на фамилијата, што се вика. Браво. Што поголема фамилија, тоа си појак. Браво. Поинаку се го капиравме во тоа време, го разбиравме тој рокерски живот, дека е тоа нешто лудо, бесно, но вие истрајавте, за разлика од многу бендови, многу состави кои се појави и исчезна, има успех, 40 години кариера е стварно нешто, мислам, институција станавте човек. На крајот на криштата, знаеш зашто сакав да разговарам со тебе? Ова ми е, секоја чест. Имаш 60 години, среќен ти роден ден, наскоро. Не, имам 25 години и 4000 месеци. И 28 сати. А не су го знал, ми се допаѓа ова, добар си. Секоја ти чест. Кариера 40 години не можат компании да издржат, не можат бракови да се задржат, а камоли карактери од луѓе кои во креативност, каде тоа се судира на ега, но пак многу убаво го издефинира тоа човечката страна. Но во меѓувреме се појави и исчезнаа многу бендови. И времето, секогаш мислевме дека, некој ќе потрае 5-10 години, ќе напуниш 30 години, 40 веќе преку глава и веќе идеш у пензија, нови бендови. Но човече, вие уште сте на сцена, публика ве бара, нема кој да ве замени. Размислуваш ли малку што се случи од тие 70 години кога музиката беше и интернет, и порака, и поезија, и се беше музиката, до ова денеска како едноставно на еден медиокритет и сега плачата. Ова се, вие уште може 10-20 години, но ќе истркалате некоја кариера. Можда и пократко, можда Хендрик ќе треба некој пратичи вокал, ќе ме повика горе или со Дженис Джоплин. Се шалам, гледај, има, ја морам да признам, еве денеска бев со Дарко, ние сме стари пријатели. Дарко Ху? Панчев. И баш се видев со Аце Русевски, не сме се видели долго време. Супер вие тоа. Супер, денеска баш горе се најдовме. И он исто вели, го дели тоа моје мишљење, малку е он помлад од мене, ал нема врска. По мене, значи, од појавување на индекси, па дури преку нашите Бисбесовци. Како не? Бисбес. До негде крајот на 90-те, ја мислам дека таа генерација даде едно големо благо на песни. Да не збориме, тука се Бело думе, тука се Катерина Велика, Рибља чорба, Бајага, тука е еден голем кантаутор Ѓорѓе Балашевиќ, Прљаво казалиште, филм. Значи, една групација на музичко благо. И она што ми е драго, денешниве млади деца ги препознаваат тие песни и ги откриваат, и тоа е вредноста на сите тие групи. Ти кажа, тој појам секс, драгс and рок and рол и да, тоа се. така се поимаш. Мислам дека тоа... Но да беше тоа така ти... Некои од групите беа више копиранти, него да тоа беше начинот на животот надвор.
Rock and roll je kako da kažem, ne ona etiketa da se staviš tuka pa se ja si rocker. Ne, rock and roll je taj život. Način na život. To je jedan način, isto kao što podosna se pojavi pankot kao revolt prema site golem instituciji, prema site tije megalomanski, kako gi vika i Jesovci, tije golemi Emerson, bendovi. Lake and Palmer, Cepelini. Da, ali kako vidiš deneska, sve ušte tije bendovi imat uše pogolema vrednost. Neli? Evo gi, White Snake ni doaѓаат u dekembri. Сите се радуваме на тоа. Dobro, to je jedna druga generacija. Neli? Ali Зборам ova- Deep Purple, pa- зборам Cepelin, Tako зборам je. Pink Floyd. Pa to je- I ne to je- doјде нивна замена. Pazi, to je osnovno, u osnovno školo to je čitanka na osnovu. Ako ne ja pročitaš šta čitanka, ti ne znaš što je. I ja imav sreća da kad žive v to vreme, jednostavno, i imavme sreća da Husi i ja se poklopivme i sekoja sreća da ne zna da peoti, a da znaje pe, ja ne bi dolgo bil tamo. Oti, fenomenalno je koga autor na svojite pesmi može da gi ispeje. To je najbolja interpretacija. Ne mora da bide golem pejač, ne, ali kako go vidite, Bruce Springsteen ili on, znači ono što go oseke, ono što go ima u glata i u emocite i može da go izrazi i grleno, onda je to je ludilo, to je uspjeh. Da, se ali hvala mu na Gospod, ne mu daje glas na hus, tako da on u peti peje sa moja duša. I tuka se najdavme kao dve srodni duši. Ja od jug, jedna topla duša. Dobro, on je roden u Banja Luka, ali inače Zagrebčanin, ali ima tije bosanski koreni. Znači, nekako, što se veli, se spojivme. Dalo do zgore, zvezdite. I definitivno se najdavme negde na treti od album so stranica dnevnika koja snimavmo u Italije i tije emocije koje on ima gi interpretira preko mojih glas, preko mojih čustva i to je golema sekja. Takva kombinacija samo beja Željko Bebek i Goran Bregović na ovije prostori. Се согласувам. Колку албуми истркалавте со Парни Ваљак? Pa mislim da сега ovoj zadnjov album nema predaje, to je negde 18 ili 19. Ne znam koliko ima ovije koncertni albumi, a da ne zborime za piratski ovije CD-i. Ima, pa ne znam. Butlezi, tako narečeno. Znaš, prvite 10, koja trgnavme na turneja, odmah trgnavme na turneja su U-grupa, ona slaveše 5 godini. Dobro. Od Ljubljana do Skopje. I nije bevme kao mlada grupa Parni Valjak gosti na njivните koncerti. I dobivme odmah šansa da se pojavime pred golem auditorij. To je jedan golem fajt. I to go iskoristime. Luge to prv put ne gledat, dojda da gledat U-grupa, a od druga strana dobivate jedan mlad band. Малце тон те збунив со ова. Ќе направиме една кратка пауза за реклами, а сакам да илустрирам малку од последниот период, бидејќи сега сте на јубилејна турнеја. Ја се исприкажав, се извинувам, али... Не, имаме уште, ја имам уште, сакам за тоа време да ми збориш. Имаме време, аки. Сакам само малку да илустрирам со настапот ваш во Белград сега од турнеја, па чисто да... Beogradska arena. Beogradska arena. Ухвати ритам. Uhvati ritam. Ne govorim ništa, ne pusti
направиме една емисија овака чисто документарна. Ќе ми должиш една долга емисија да ја направиме. Нема Има многу проблем, ја работи. ќе си земам сендвичи од дома и Да, ја бурек ќе ти донесам, не е проблем тука. Може. Бурече, Долго не сум јогурче. јадол. Да. Скопски бурек не сум јадол. Скопски бурек нема горе, не наѓаш не, така. не. Има добра којна, Има, одлична, босанците нема збор. имаат добри буреци. Али ова Не. не се Тоа повтори. сечено месо нема, они имаат мелено месо. Океј, фантастична атмосфера во Белград. Фантастичен концерт и тоа после 22 години пауза. Знаеш, веќе се рушат некои закони на термодинамика, универзум, ширење. Малце чудно. Таму публика има која на памет ги знае. Пази, Хрватска и Србија помина еден мрачен период, па се нормализира и сето ова покажува дека сето тоа било надвор од луѓето, музиката ги надминала границите. Тоа во секој случај. Ние Како го доживеа овој концерт? Као музичари ние сме емисари. Два концерта. Два концерта. Па, гледај, тоа беше еден голем предизвик, што се вели кој прв ќе преиде. Не? Мислам дека ние ко музичари другачие размишляме. Црната страна, ова е доказ дека се уште постојат луѓе со отворени, open mind, значи со отворено душа и срце, кои едноставно не гледаат ни црн, ни бел, ни жот, ни зелен. Го гледаат човекот. Ако си човек и ако си и пред и после останал човек, нема проблем во комуникација. Али ова што највише не воодушеви, што гледаш во први редови преку 1000 млади деца кои значи таа пауза негде, значи се родиле пред 22 години, никогаш не го гледале Парни Ваљак уживо на концерт преку интернет, да, ваму таму, али има тоа една приказна од нивните родители, што се вика од колено на колено, што се слушало во фамилијата, така. Децата не можеш да ги излажеш. Децата се еден голем сунгер, она што им се свиѓа, они ќе го земат, она што не им се свиѓа, дефинитивно оти се чисти, не се уше исквари. Неверојатно, вие имате млада публика. И таа публика ни е некаква инекција која не држи, што се вели овога. И на некој начин генерацијата полека иде, али она што е феномен на Парни Ваљак, ние денеска имаме 4 генерации на концерт, од внук до дедо. И никој никого не го праша што бараш ти тука, мрсулко, што ти бараш дедо тука. Него исто реагираат и едино што они се на трибините, младите се доле и тоа е една феноменална убавина. Тоа мораш да го доживеш. Затоа велам, Белград беше еден голем предизвик и стварно бевме воодушевени, оти у 2 дена беа 2 арени распродаени, до тогаш никој тоа не го направил, ни страни групи, ништо. Едноставно, луѓето се желни. Преку 50.000? 50.000 луѓе, да. И сака и трет концерт, ни рековме, доста да не е. Али након 2 години дојдовме и повторно ја наполнивме. После, прошла година бевме на Ушче, повторно 80.000 луѓе. Тоа е само доказ дека луѓето ја ценат квалитетата, не само кај Ваљак, едноставно луѓе идат на сигурно. Кога ќе излезеш негде надвор, да кидеш во добар ресторан, кидеш затоа што знаеш дека добро ќе те послужат добра храна. Така и со музиката. Идеш на сигурно, знаеш каков продукт има таму. Тако, и што ќе се опуштиш и ќе уживаш. Не можеш да размислиш дали овој ќе ти скрши глава, дали овој ќе ту... Гледаш на концертот, сите се грлат, се љубат, уживаат. Што е тоа по тебе во музиката волшебно, што толку ги плени публиката? Што е тоа? Лириката, песните? Вие сте Хуско автор и композитор, он е дефинитивно не што е мој, па се ги кажам генија, али не бегаме од народот. Секоја оваа песна е животна песна. Како ние стариме, така и старат тие животни приказни. Али тоа е чудно, феноменално што децата се наоѓаат во оние стари песни као што се Страница дневника, Хвала ти. И тоа е доказ дека тие песни не се временски ограничено. Кога имаш песна, она трае вечно. Денеска се уште кога ќе се запее Hey Jude или Let It Be или
Цела планета ги знае. Од деца, значи, тоа е тоа. Треба да поштуваш песната, а од друга страна да поштуваш публиката, која без нејзе не би биле ова што сме денеска. И тој белградски концерт дефинитивно докажа дека песната не познава граници. Тоа, на било колку да забрануваш, она секогаш ќе дојде кај оној човек што ја сака песната. Многу добра журка, многу добро се забавува и ги изгледа снимките од белградскиот концерт фантастично. Но имаше еден момент, знаеш, ти никогаш не ги прекина врските, ти секогаш остана во блиска врска со Македонија, со македонските пејачи, со македонските звезди, така натаму. Имаше еден момент кој се случи многу. Тоа е Македонија кога го изгуби најголемиот свој ангел, ајде да речеме ангел. Баш е ангел. Така. Тоше Проевски. Па, знам, и тебе те фати тоа на турнеја, на концерт и баш тој ден, првиот ден, 16-ти, онака како бевме сите концентрирани на тој концерт и некој од пријателите ми каже: "Аки, ти знаеш да е данас годишница Тоше?" Стварно 16-ти. Добро. Ја не, многу ми е тешко да зборам за Тоше, го знам од Златно Славич и така. И се сеќам кога имавме концерт во Универзална сала, па дојде Чичко: "Аке, може ја нешто да испеам?" И него му е омилена песна "Јесен у мене". И така, цело време и се дружевме и бевме заедно на некои концерти као гости на Тони Цетински. И имаме патувано заедно од Сараево, па секогаш ќе ми пушташе нови песни, Лилја од позади седи, он сака моје мислење и така. Не, едно, знаеш, можда луѓето ќе кажат тоа е глорифицирање. Не, а оној кој не го запознал Тоше од онаа друга страна, он има една лична карта што се вика човек. Многу чиста душа беше. Сите атрибути на човечноста тој ја имаше. Многу си во право. И не ова само туку така кажано, лично го знаев, тој ја следеше мојава емисија, контактиравме, се слушавме, доаѓаше, пиевме кафе и стварно повеќе од човек. Таква чиста душа ретко сум сретнал, поготово во естрадата. Затоа ја и кога ме прашува на нешто, ја тешко ми е да зборам, само викам: "Луѓе, пуштите." Еве ќе те пуштиме, Аки. Hvala najljepše. Hvala vam najljepše. Hvala najljepše. Na današnji dan nas je napustio jedan veliki, preljepi dečko, naš Anđel. Ovo je za tebe, Toša. Sve je tako i sad mi žao. Sve mi opet najljepšu pjesmu tebi bi pjevao i da sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijelu
Тоа е голема желба. Ќе отпееш ли на концерт ова? Ќе отпеам, ќе отпеам. Ќе му ја посветиш пак на тош? Не морам да кажам, он знае, он гледа од скоро. Да. Има една песна, добри људи одлазе у небо. Жал ми е што те се фрливме у емоции, не знаев ни разговорот. Гледај, како води. Не невозможно знаев, не знаев дека толку те допрело него, дека сте биле толку блиски. Еве, тоа се исти години кој на мојот син. Исто годиште се. Така, морам да признам кој да е мој син. И невозможно да избегнам такви работи, тоа е нешто што е твое и по кој пат боли. Знаеш, викаат, куферчето, вика, болката е како куферче покрај твојот кревет. Така. Секој ден ќе станеш, ќе си го земеш. Некојаш е тешко, полно со камења, некојаш е лесно како пердов, ама цел живот ќе си го носиш. Така е. Секој својот крст го носи цел живот. Сепак, знаеш, твојот пат не беше лесен, но имаш благослов со Хус да креирате нешто, да дадете емоции, но и да ги добиете. Мислам дека оваа синергија што имате со публиката, како ве прима, мислам дека нема подобар мотив да продолжи човек и понатаму да го прави тоа што го прави и покрај сите оние успони и падови. Аки, успеа и фамилија да направиш. Ти во овој бурен живот имаш и дете, и фамилија. Па добро, ја мислам дека сум меѓу најмладите рок дедовци. А и дедо си. Како Честитам. Не, како не. А мислам дека е тоа еден мислам дека сега кога ќе погледам назад со овие години, мислам дека не е завршен животниот циклус. На секој од нас ни е животен циклус. Ќе се родиш, ќе завршиш основна школа, ќе завршиш средна школа, ќе отидеш во војска, па ќе завршиш факултет или пред тоа факултет, па ќе се ожениш, ќе се заљубиш, во меѓувреме се заљубаш, не е проблем, па ќе добиеш прв син или прва керка, па онда све некако ги воспитуваш, ги дигаш да станат на чврсти нозе, да гледат исправно, да препознаваат лошо и добро. Така е наше едно домашно воспитание. И онда очекуваш од тие деца да се омажат, да се оженат и да добиеш внук, да добиеш наследник, што се вели. И тука можда луѓето се лажат дека циклусот е затворен. Све си постигнал, си направил, си ги дигнал децата. До последниот Сега тека имаш разлог да живееш. Да, го право. Тоа е така да више некогаш појам дедо значи стар човек. Крај. Сега е мотив. Едно многом ту, другом према излаз. Али мислам дека времињата и временскиот и животниот век се продолжи. Оти луѓето денеска доста, таа една наша генерација доста, не би рекол живее здраво, живеевме ми и нездраво и се, али едноставно во сите овие и лоши и добри страни човекот денеска има сознание дека со 50 или 60 години не е крај на светот, не е крај на животот. Не. Дека почнеш една нова фаза, да овој циклус си го завршил, сега идеме понатака. Имаш ли енергија на овие години за овие турнеи? Не ли те замара? Не викаш доста е Не, окей? ние кога направивме таа пауза со Парни Ваљак 2005 година и тоа беше последен концерт, славивме 30 години на Парни Ваљак и се опростувавме од публиката. Заден концерт на таа турнеја беше во Скопје, во Универзална сала, 2 концерта. Али секаде луѓето не верува дека е готово. Немојте сите после концертот што се вика некои емоции, плачење, вамо тамо. И Скопје беше феноменално.
jednostavno луѓето не пушта, секоја вечер моравме да се враќаме. Се сеќам хус, еден бис, втор бис, трет бис, како е универзална, па горе се качуваш, па стално се враќаме горе-доле и хус вика, па добро, докличе, сада ови твои македонци, па ми смо испак људи у година, не можемо иći горе-доле. Кажу, ајмо сега да свират још 5 пјесам. Така да тој концерт траеше скоро 4 сати. Тој вториот, не, овој првиот траеше едно 3,5 сати. Така да и после отидовме кај Зоки. Сега ќе бидете во една многу добра сала, Борис Трајковски, фантастична сала. После тоа отидовме кај Зоки доле у Џубокс. И онака бивши матеник, се да, гледаме, Џубокс. да, и гледаме. Ја му викам, хус, па мислиш дека не сме овога требале ова, и овие сите, и од бендот. Па глед, сви нас воле, мислам, не, ипак сме одлучили. И мислам дека е тоа добра одлука. 30 години е една исто завидна бројка, константно да си на сцена, константно да си успешен, да дефинитивно секогаш имаш некоја узлазна црта, али мислам дека, знаеш, имавме у просек по измеѓу 80 до 100 концерти годишно. Вау, тоа е голем напор. И мислам дека негде тука таа се некаква... презаситивте и малку. И тоа, а и од друга страна, дојна некои други времиња. Ти направи тогаш и некои своји проекти, Да, соло албуми. кога застанавме, Марија направи свој соло албум, ја направи свој соло албум, ние и понатака сме породица, останавме, ја му бев гост, он мене ми беше гост, така да со тој тренд престанокот на Парни ваљак, тоа не значи дека и ние престанавме, ние идеме по тоа, повторно имав нов изазов. Мене би беше најтешко, што сега ќе направи Аки без Парни ваљак, без хус, не? Со тоа што ми се придружија и клавиатуристот Беро и бубњарот Дражен Шолц, он ми го направи тој албум. И онда една убава работа, сите луѓе, пријатели, музичари, одеднаш доаѓаа во студио да видат што сега правам, какви песни и што. И сега, Аки, могу ја овде освират гитару? Па кажам, можеш, пријател, зашто не? Сите ми дава една подршка, не? Еден друг Аки, али многу ми е тешко, кога ќе чуеш мојот вокал, да кажеш што е Парни ваљак. И она една голем, колку е тој бренд кој се вика Парни ваљак. Кога ќе чуеш рукописот, али кога ќе чуеш Аки, он препознаш дека е Парни ваљак. А сега луѓето, па добро е тоа, се плашев од таа реченица, па добро е тоа, не е ко со Парни ваљак, знаеш. Али имав едно голема сеќа дека луѓето го препозна и тој друг Аки, кој не е со Парни ваљак, кој пее од друг песни, од Дражен. Имаш и со песни со Каролина и Така, тоа е еден друг албум. Тоа е едно исто убаво искуство. Бев у ЛА, благодарејќи на сестра ми, они живеат во Америка, 3 пријателки се, сестра ми е у Северна Каролина, ова леле, и го заборавме, она е омажена за Скот Хендерсон, нејзина пријателка и Биба, која предава доле на универзитет. Благодарејќи на нив се запознавме со големи амерички. Да не сакаш да ми кажеш виолинистка, Венеса Маја, челистка? Челистка, наша македонка. наша македонка, Да, она живее и омажена е за Скот Хендерсон, еден од најголеми гитаристи. И преку нив легов во еден пријателски однос со сите тие музичари, и имав таа среќа. Тоа е бита на музичарите. Каде да дојдеш, на кој континент, кога си музичар, имаме заеднички јазик. Не морам да знам англиски, али имаме заедничка душа. И малте не бесплатно. Али прво го слушна материјалот, им се допадна, и останавме 15 дена, и фантастично. Ми снимија, и онда дојдоа во Хрватска, и така ја ги дочекав. Тоа се све големи луѓе, големи музичари, Ренато Нето
so Prince, pa Joe Heredia, bubnjar koji je jedan od najgolemih studijskih bubnjari. Mike, ima ih puno, ali to je jedna muzička spojka, tako da ne je važno. Ali velim, eto takav, u toj moment se dogodi to i nakon 4 godine povtorno se najdofme, povtorno se dogodi ta hemija i povtorno trgnahme, ali so dogovor da definitivno izfrlime nova pesna, da vidime da li se ušte Parni Valjak ima nešto da kaže ili nema. Направите ли нов албум сега за оваа турнеја? Имате и нов материјал? Не. Заден албум нема предаje. Ali ti velim, prvata pesna povratnička je nakon svih godina, nakon 2 nedelji na site top listi u regijata беше prva i to беше знакот да можеме да идеме понатак. Ја би сакал уште нешто малце да публиката е едноставно и да ловиме повторно дел од атмосферата, онаа што немала таа среќа да ги види вашите концерти овдека во живо во Скопје. Сега имаат шанса и тоа како, кога е концертот, таки точно датумот? Сабота, Борис Трајковски, 21 час. 21 часот, окей. Да. Имаме уште време за разговор. Може да идеме со Доџи од Белградска арена? Може. Одлично. За кај па не? Dođi za mnom, nudim ti noći čarobne i buđem u postelji punošećem. Ispred mog prozora drvo divlje kese, puno bogova koju nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme ovo, da li čovjek se baš sve na kraju treba. Svoje godine meni
наш поклон беше. Меѓутоа, тоа е поштување на публиката. Ама испадна дека стварно оние што се најфини, најкултурни, оние што беа најискрени на сцената опстана. Еве Арно го спомнуваш, Здравко Чолич. Еве и ти имаш таков, пон си со љубов, пон си со разбирање. И тоа трае, и тоа трае. Вие не можете да ја завршите кариерата. 2005-та, 30 години, еве ми кажеш, завршивте, нели? Доста. И стварно ќе рече човек доста. 2009-та се враќате, не може, публика ве бара. Гледај Не Белград што само се публика, и случи. ние повторно осетивме таа една Парни Вајак, ти велам, тоа е една голема фамилија, така да нема сега едноставно кога се вративме си направивме така да уживаме. Ние не велиме дека ова е наша работа, ова е наше уживање. А тоа уживање се пренесува на публиката и имате повратна и така да Добро, ова е турнеја? Па, мислам, турнеја. Турнеја во тој смисол од Скопје тргнува таа славненичка турнеја, која ќе трае цела година. Значи, тие 4 од овде ке стартувате? Да, така? од Скопје и централната, од и прв настап као Парни Вајак имавме на 29 новембар Да. на гитаријада. И во Белград ќе биде као, ајде да кажеме таа централна, од Белград тргнавме ко Парни Вајак и сите центри на региите ќе ги обфатиме, секаде сме ко дома и Колку планирате тоа треба да трае? Па тоа ќе трае до следната година, негде до 3-4 месец. У 3 месец се селиме за Америка, за Канада, И таму Германија. турнеи ќе имате? Да, па имаме и таму наши Браво, луѓе, браво. така да... И И они се уште- надевам следната година ќе бидеме во Австралија, оти со Вајак никогаш не сме били во Австралија и таму имаме наши луѓе. Така да едноставно оваа година и следната ќе биде славничка, али ние во меѓувреме секогаш наоѓаме време, влегуваме во студио, снимаме нови песни, еве и вечерва ќе имам таа чест во твоја емисија да имаш премиера на наша нова песна која се вика Само ти, на нов спот кој го правише еден наш пријател од Словенија и голема ми е чест дека прв пат ќе се заврти во твојата емисија. Честа ќе биде цела моја, ја ти благодарам за оваа чест и ги поканувам сите гледачи во сабота на концертот на Парни Вајак на големата јубилејна турнеја 40 години кариера и 25 години на Аки Рахимовски и 4000 месеци. А ве поканувам сега да го изгледаме овој спот, оваа песна која иде премиерно во етерот во Македонија. Имаш уште нешто да кажеш? Ти благодарам многу. Некој изненадување ќе има ли за сабота? Спремаш ли нешто? Па што поголемо изненадување, се уште сме живи и здрави и уште дрмаме. Нормално концертот е концепиран така ќе ги фати сите 40 години, не сите песни, оде да ги изведеме сите песни. Нема шанси. Ќе мораме да делиме сендвичи 3 дена и вреки за спиење 3 Вудсток. дена. Али во секој случај секогаш е тешко да се направи листата за концерт, али на некој начин ќе бидеме сите задоволни од секој период, некои преломни песни кои во кариерата не буткаа понатака од Превеламе страница мало од жеднок напред. преко воде? Неке, тоа е тајна. Ќе ме тераш Така да идам. ќе го фатиме целиот опус и она ти благодарам што сум прв пат и се надевам дека не сум и заден пат во твоја емисија. Дај Боже. Али те обеќавам еднаш ќе се седнеме и ќе направиме една, ја би сакал и има тука и луѓе од Македонија, тука е Владко, тука е Гаро, Секако. да направиме една трибина за тие времиња, за таа една генерација на успешни музичари кои денеска се уште Тоа свират, да се се уште дават. документира затоа што времето изминува Така е. и треба да остане затоа што тоа е вредност. Еве, ја ти обеќавам, ти ветувам, направи така еден кружок, една што се вика
акција таква, ќе се соберем од сите страни, а ќе ти помогнам да ги доведам и некои луѓе од Хрватска или од Србија, не е важно. Ќе ми биде задоволство. Така да направиме, да еве денешнава младина да ги види тие луѓе кои на некој начин ја правеа историјата на рокот на овие простори. И што да ви кажам, пријатели, сабота Борис Трајковски, дојдете заедно да ги славиме нашите и вашите 40 години на парњување.